Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информира дека започна реконструкцијата на пешачката улица во населба Александрија. Со овој проект се подобрува инфраструктурата и се зголемува безбедноста и удобноста на жителите. Улицата ќе добие модерен и функционален дизајн со цел да стане попривлечна за жителите и посетителите. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ја посети пензионерката Донка по повод Меѓународниот ден на старите лица. Таа е корисничка на проектот Нега на стари лица во домашни услови, кој моментално опфаќа 69 лица. Герасимовски најави можност за проширување на проектот и повика заинтересираните лица да аплицираат. Проектот нуди бесплатна нега за лица со ниски примања. Општината обезбедува и тим кој може да ги собере документите од домовите на заинтересираните граѓани. Општина Бутел распиша јавен повик за доделување 4 милиони денари за поддршка на спортските клубови на својата територија. Спортските клубови кои сакаат да аплицираат треба да ги исполнат критериумите од јавниот повик, а целосната документација е достапна на официјалниот линк. Градоначалникот Дарко Костовски истакна дека општина Бутел продолжува со поддршката на спортот. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ја отвори детската недела која се одржува во паркот на франкофонијата. Тој најави повеќе активности посветени на детските права и нивниот развој, истакнувајќи ја важноста од создавање услови за среќно и безбедно детство. Бела ноќ по 20-ти пат ќе се одржи во сабота на 5 октомври 2024 година на повеќе локации низ Скопје. Настанот ќе е символ на културно-уметничкиот живот, ќе понуди театарски спектакл, музички настани, изложби, проекции и работилници. Централната манифестација ќе започне со настанот на француската театарска група, која ќе изведе дефиле и спектакл на отворено, завршувајќи со 3D мапинг во паркот Ибни Пајко. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни.